нов спортски преглед и повторно во невообичаен термин и повторно сме надвор од нашето студио. Во отсуство на активности на екипите од Полошкиот регион, повторно ќе имаме гости на денешниот спортски преглед. Ќе го посветиме на младинскиот спорт, односно на младинскиот фудбал. Со мене е Зоран Трпковски, Трпе, координатор на младинските категории на фудбалскиот клуб Тетекс. Трпковски, сезоната предвремено заврши, прекината е. Каков успех постигнаа младинските категории на Тетекс оваа сезона? Вака сега, благодарност до вас и вашата ценета емисија. Благодарам за поканата. Вака сега да кажам, фудбалскиот клуб Тетекс, младинската школа, откако бев поставен за координатор на школата и за овој тек изминат период, да речеме и самиот тек на првенството, јас као координатор и од успесите на младинската школа, кадетската всеопфатно, значи јас сум задоволен од постигнатите резултати, меѓутоа ете се случи немил настан да ние за 3 бода не влеземе во таа Суперлига. Знаеме од кои причини се прекина првенството. Пандемијата си го направи пак своето. Жално е за младинските категории што не се доигра првенството, а најповеќе жалат самите младински фудбалери што самото првенство не дочека своја завршница и не успеавме да влеземе во таа Суперлига, иако се уште не е конечно, чекаме да видиме последен конечен став од Фудбалската федерација на Македонија, кои две екипи ќе настапуваат во Суперлигата наредното првенство. Со оглед на тоа дека младинската екипа на Тетекс го освои првото место во втората младинска лига на Македонија, меѓутоа за влез во Суперлигата се собираат вкупно бодовите од сите 4 генерации, помлади пионери, кадети и младинци. Дали ова може да го прогласиме за успех и за успешна сезона на фудбалскиот клуб Тетекс, со оглед на тоа дека младинците се први, но не успеа вкупно сите младински категории да влезат во Суперлига? Вака, сега знаеме како е бодувањето и каков е тој систем на надпреварување дека се бодуваат сите 4 генерации. Меѓутоа, тоа е што е. Сакам да го искористам овој момент да им честитам прво место на младиците за освоено во втората Лига Запад и да им ја честитам шампионската освоена титула. Жално е, пак ќе кажам, жално е што не успеавме да влеземе во таа Суперлига, иако имавме добар распоред до самиот крај на 5 кола до крајот на првенството. Меѓутоа, ето, знаеме од кои причини се прекина првенството, така да ние тука не сме ништо моќни. Без разлика на се, не е ништо страшно и да не се влезе. Ние за наредната сезона рачунаме, значи, да го подигнеме нивото и квалитет на работа со младинските школи, така да мислам дека и до година ќе ја нападнеме тоа прво место или второ, што носи пласман во самата Суперлига. Повторно ќе се задржам на младинците кои што го освоија првото место. Дали тоа значи дека фудбалскиот клуб Тетекс има светла иднина и дали во овие младински категории, по-конкретно во младинската екипа, има играчи што имаат штоф за првиот тим? Вака сега. Ова е добро прашање и добро е да ова сега што ќе го кажам да слушателите го слушнат и го знаат по широката јавност, а и самите луѓе во финансиери во фудбалскиот клуб Тетекс. Многу пати на оваа тема се разговарала дека Тетекс мора да почне да произведува своји фудбалери, затоа што секој клуб, да не речеме само во нашата земја и пошироко во Европа, гледаме дека фудбалските клубови се подпираат на тие млади фудбалери што произлегуваат од самата школа. Тетекс во моментов има светла иднина. Со ова што го видов откако сум поставен како координатор, видов дека Тетекс има потенцијал. На Тетекс му треба само услови за работа, знаеме со што се соочуваме, меѓутоа верувајте дека во Тетекс се работи квалитетно во школите и дека Тетекс има светла иднина. Еве, годинава јас можам да се пофалам со тоа што 7 младински фудбалери се приклучени више во првиот тим.
Ја им посакувам среќа и на тие што им е излезна година и што од јуни месец ќе бидат дел од првиот тим на Тетекс, така што значи на тие деца се рачуна. И мислам дека треба да се обрне внимание во првата екипа и да се даде поголема минутажа и повеќе да им се обрне внимание. И јас мислам дека тие деца ќе вродат со плот и ќе дадат тоа што треба да го дадат за фудбалскиот клуб. Во младинските категории колку тренери работат и колку дечиња брои целата школа? Вака сега, во младинските категории, значи, од кога дојдов ја со тие направени анализи и со колку деца располагамо и регистрирани фудбалери, значи, самата бројка не е сјајна. Рековме дека имаме во првата најава, прв пат кога бевме гости, дека имаме 145 регистрирани фудбалери. Меѓутоа, тоа така не е, затоа што бројката е опадната скоро на половина. Значи, пак ќе кажам дека ситуација да си го направи своето, меѓутоа работиме на подигање, значи, на уписи, вршење уписи во тие најмали категории, така да, значи, ако таму, во тие најмлади категории, се подигне нивото и бројката за уписи, мислам дека Тетекс го чека на светлина, а вкупната бројка што се десува во целосната школа некаде од до 84 до 85 фудбалери моментално настапуваат во школите на Тетекс. Колку тренери се? Тренери се 4 тренери значи работат, а плюс се појачани од март месец и имаме и нов кондиционен тренер, значи Филип Петровски, каде што посебно ќе се грижи околу фазите на подготовките за наредната сезона. Колку пандемијата со COVID-19 влијаеше на бројката и на квалитетни тренинзи во школата со оглед на тоа што дека веројатно има и страфика и родителите да ги пуштаат децата на тренинг? Па вака, најповеќе се осети во младите категории. За жал, каде што рачунавме дека тамо бројката ќе порасне енормно повисоко. Меѓутоа, како што малку се стиша работата, вамо покажавме добра бројка и мислевме дека тоа ќе расте. Меѓутоа, се случи еден нов бран, едно ново затворање, така да многу родители своите деца и не можеа да дозволат да ги пуштат на тренинзи. Така што ние, да речеме, ако во март месец сме броеле 40 мали пионершиња, фактички нас у април месец не се одрази да имаме пат, значи од 15-16 деца да не присуствуваат на тие тренинзи. И тоа е многу голема бројка и сепак јас ги разбирам и родителите, секој родител е загрижен за своето здравје на детето, меѓутоа веруваме дека ова ќе се повлече, ќе се стиши, дека Тетекс пак нормално ќе почне да функционира и дека заинтересираноста ќе биде уште поголема во наредната сезона и дека Тетекс ќе брои многу повеќе играчи во тие млади категории. Нешто околу условите, дали се задоволени од условите во кои што функционира во смисла на терени, на реквизити? Па сега знаете и самите дека условите не се сјајни, значи јас морам тоа да го кажам нажалост. Знаеме дека се соочуваме и првата екипа се соочува со проблеми, со тренинзи, со изнајмување на терени, значи се користи спортскиот центар, се користи игралиштето во Порој. Тешко е, затоа што ние младинските категории нас ни треба простор, значи евете и најмалите категории се извадени значи сега на терен. И со термини смо многу слаби и едно што смо слаби, друго и немамо место каде да ги обавиме еден правилен тренинг, поготово на младинската школа каде што треба терен. Ние тука манка, значи ние кога одржаваме тренинг значи на младинските категории, ние смо фактички узурпирани на некој начин. Ама јас тоа не го гледам така, затоа што и другите екипи што се во тој момент тука и тие мора да тренираат. Се работи на тоа, значи новите руководства што се најавуваат во Тетекс, дека се работи за план за барање место, да Тетекс направи фудбалска академија, да тоа се биде како што треба, меѓутоа за тоа треба време. Јас и вчера имам состанок на тренинг, значи со младинските категории со тренерите, дека тоа така не оди, дека тоа треба време, се работи на случајот. Меѓутоа, гледајќи ги резултатите и квалитетот што го поседуваат децата, мислам дека и наредната сезона ќе кобуримо, да не се лажемо, меѓутоа
ќе подигнеме нивото на децата да не им фали нешто што треба да го имаат. Поготово од спортски реквизити, што треба да се дозема, што фали. Еве се надеваме дека и од Фудбалската федерација на Македонија ќе и следува да, ете, и топки се споминаат, маму таму, кај што тоа е нормално, а прво е таа основна алатка. Работим на тоа како координатор да најдем некои си спонзорчиња што ќе сакаат да инвестира во таа младинска школа, така да, значи, кој се сака, све се може, само за да им се обезбедат подобри услови на школата, на самите деца. На последниот натпревар со Охрид за првата екипа на Тетекс дебютираше младиот Никола Сарески на само 16 години, производ на младинската школа на фудбалскиот клуб Тетекс. Дали во младинските категории имаме и други такви екстра таленти како Сарески? Па вака се, прво честитки до Никола Сарески. Значи на 16 години да дебютира за ФК Тетекс, во наше време беше несвојствено, многу тешко. Меѓутоа времењата да се сменети, така да децата се имаат поголеми шанси да успеат да се наметнат во тој сам прв тим. Можеме му честитам дека очекуваме повик до U17, дека беше ќе биде повикан, ми обеќа за репрезентативец. Не е само што дебютираше за фудбалскиот клуб Тетекс, дебютираше значи и Марко Иванович. Значи има више дебютирано за фудбалскиот клуб Тетекс и исто има дебютирано Виктор Јовановски. Така да тројцата фудбалери се излезени од тој производ и од таа школа, така што нас тоа не радува. Имам уште две деца што сега ќе се приклучат во првиот тим, што се многу талентирани, нив им посакувам значи се најубаво, а затоа што повеќе немаат право за младинските категории и очекувам и од нив да они се задржат во тој сам прв тим, а за наредната сезона или за едната сезона они бидат подпората и главната база на фудбалскиот клуб Тетекс. Имаме и други играчи кои што потекнуваат од фудбалската школа на Тетекс, кои што играат во првата екипа, само може да се надеваме дека во иднина ќе бидат се повеќе и повеќе. Па, јас, ако некој нешто работи во младинските категории и успехот да го види тоа што го сработил самиот човек што е во самата школа, е точно производот од таа школа, каде што ќе бидат носители на играта на фудбалскиот клуб Тетекс во првата екипа. Што можеме да очекуваме од следната сезона од младинските категории, односно кои ќе бидат амбициите? И дали тие ќе бидат осварливи амбиции или ќе бидат нереални? Па вака сега, ние се уште се надеваме дека може би да бидеме дел од таа Суперлига, што стварно би сакал да бидеме, а тоа е мотив и сатисфакција на самите деца и вчера ме брашуваа тоа. Значи друго е да играш се Вардар Пелистер, друго е да играш се во втора лига. Запазеноста во таа Суперлига е поголема внимание на тие деца се обраќа, значи кој си играш во Суперлига, значи можеш да бидеш и потенцијален репрезентативец. Друго е во втората лига. Меѓутоа, нашите амбиции не застануваат тука. Реков, што и да се случи, што и да одлучи Фудбалска федерација на Македонија, амбициите на младинската школа на ФК Тетекс е да се подигне нивото на работа од тоа што беше сега. За едно 20-30% да биде поголемо, ангажираноста да биде поголема, така да амбициите пак ќе ни видат да ги бркаме тие првите места за наредната сезона. Трпковски, ти благодарам за гостувањето во спортски преглед. Се надевам дека следната сезона ќе ги осварите амбициите на фудбалскиот клуб Тетекс да игра во првата младинска лига, онаму каде што му е местото, доколку тоа секако не се случи во текот на ова лето и административно Тетекс да биде приклучен кон првата лига, бидејќи како што веќе кажавме, сезоната е прекината. Во првата лига, ако не се лажам, се 12 екипи, па еве за наредната сезона место да бидат 14, нека бидат 16, па и Тетекс да го видиме во првата младинска лига на Македонија. Ви благодарам за поканата во емисијата. Верувајте дека ако некој нешто сака и Тетекс да биде во таа Суперлига, верувајте тоа сум јас, затоа што целосно се посветив на таа младинска школа и ќе работам попрофесионално тоа што сум го затегнал во самиот клуб. И верувам дека што и да се случи, сепак Тетекс ќе работи за да влезе во таа Суперлига и наредната година. А ова се што ќе одлучи Фудбалска федерација, оставаме на нив. Ако е пишано што се вика да бидеме дел од таа Суперлига, зошто да не? Тоа беше спортскиот преглед со
Зоран Трпковски Трпе, координатор на младинските категории на фудбалскиот клуб Тетекс. Се до почетокот на Европското првенство и оно историски настап на македонската фудбалска репрезентација, дебютантски на едно европско првенство, ќе одиме вака во 2 пати, 3 пати неделно со спортскиот преглед, ќе имаме гости, ќе анализираме што се случувало и како се тие задоволни од сезоната која што веќе заврши, но ќе видиме и кои се нивните амбиции за следната сезона. Тоа беше се за денеска во спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Банана Кик, каде што ја имате најдобрата понуда, најбогатата понуда на спортски натпревари, но и најдобрите коефициенти. До видување и се гледаме во некоја следна прилика.